Здраво за стрелците овде, добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде октомври за вас. Продолжуваме како и досега, генерални тарот толкувања, значи ќе се однесуваат овие пораки што ќе ги чуете за сите од вас, но невозможно е сите да ги доживеете и сите исто да ги доживеете. Затоа, онаа порака што треба да дојде до вас, вие ќе ја почувствувате. И обидете се да ги препознаете, јас се посакувам да ви помогнат, а она што не е ваше, отфрлете, не обрнувајте внимание. Пред да започнеме, да ве подсетам, не заборавајте, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, затоа што овој пат ќе доделиме на некој од нашите верни следбеници, ќе доделиме бесплатно лично тарот толкување. Значи, сега да започнеме со не зашто сме овде. А тоа се пораките. Еден дел од вас стрелците, не сите, некои стрелци ќе се препознаете ви. Вие сте во една ситуација, ајде преку метафора ќе опишам ситуација на затвор. Буквално решетки околу вас. Решетки во умот, решетки во душата, решетки во околностите. Вие сте буквално во ситуација на немоќ. Вие не можете да направите ништо. Како да ви ги скршиле крилјата, како да ви ги врзале рацете, нозете, не можете, едноставно не можете да направите ништо. Но некој од вас, вие сакате и вие сте одлучиле да бидете во оваа ситуација. Зошто е ова така? Зошто се случува? Се случува не од вчера, ова не е нешто ново, ова е од порано, од минатото, од многу одамна можеби. Вас некој ве чува во оваа ситуација. Вас некој сака да ви ги одземе сите моки, сака да ви одземе се што би ве направило успешни, среќни и задоволни. За некој од вас, кажав, е човек. За некој од вас е едноставно животот, судбината, кармата. За други од вас пак ова е вашата ментална состојба, вашите мисли, вашите чувства, вашите стравови ве чуваат во оваа состојба и затоа кажав, вие сами сакате да бидете во оваа состојба. Зошто? Затоа што сте имале вие обиди вие да го исправите овој дисбаланс. Сте пробале да направите нешто, меѓутоа се било безуспешно. Значи, се што ќе направите, се што ќе сте направеле, не функционира. Едноставно не ве вади од оваа ситуација и толку. Тешка е таа ситуација, непријатна е таа ситуација и трае многу долго. Во која и да сте категорија, дали животот, дали луѓето околу вас, дали судбината, едноставно некој сака да ве спречи да дојдете до израз, да покажете она што знаете. Можеби некои таленти, се плашите да покажете некои таленти, може се плашите да покажете моќ. Вие нешто во вас постои, кого најверојатно некого го плаши и затоа ве чува во ситуацијава, или пак во вас нешто постои кое е толку многу големо и вас ве плаши да го представите пред светов. Во која и да сте категорија од ова, месец октомври е неверојатен месец за сите вас. Буквално неверојатен месец. Вие сте сега во ситуација да го смените сето тоа. Замислете колку долго траеше, колку години беа потребни и тоа сега, буквално токму сега се случува во октомври. Овде нештата ќе се променат, значи ќе се променат за 360 степени. Вие или на некого ќе му одземете моќта да ве чува во оваа безнадежна, безуспешна, буквално состојба на затвор, на беда, на мизерија, или пак вие на животот ќе му покажете, или на
на себе си ќе си покажете дека е доста, навистина е доста беше. Може би овој циклус ќе го прекратите како инспирација од некои пораки што сте ги добиле. Може би ова инспирација од вас доаѓа, вие сакате да запалите се што досега не функционира, буквално. Да изгорите се што не е добро, може би мислите, може би постапките, може би од влијанието од другите. Како и да е, вие ова што го имате големо во вас, сега ќе го представите пред светот. Одлучни сте. И да не сте одлучни, ова едноставно, ова мора да се случи, ова мора. Таков е патот, таква е судбината за вас сега и мора да се случи. Она на што сте спремни и самите и она што ќе дојде, буквално немам зборови. Оваа карта, оваа кралица ве представува вас. Стрелците. Да, ги представува и лавовите и овните, но ве представува и вас. Уште подобро ако имате овен или лав, подзнак, месечев, како и да е. Оваа карта е карта на победа. После долга битка, војна, конечно се доаѓа до победа. И ова е жената на императорот. Ова е моќ, ова е способност, ова е изобилие. Вие сега на светот ќе му го представите сето ова што е во вас, или ако не сте од тие што ќе представат некому нешто, тогаш вие ќе го доживеете ова, вас ќе ви биде представено ова. Значи од ситуација, на затвор, на немоќ, на беда, погледнете каква била ситуацијата досега. Буквално во пештера, во студ, во ладно се крие, или бил затворен, или некој, или самиот се затворил. И овде е мрак, овде е пекол, ајде така ќе се изразам. Значи од таа ситуација вие се трансформирате во оваа ситуација. Подобро не може да биде, и конечно вие ќе ги земете работите во своји раце. Конечно се она што сакаше да ви биде одземено, што некој сакаше да ви го одземе, што е ваше, тоа ќе биде откриено пред светот, пред вас, пред животот, пред судбината. Значи, талентот што го имате не може никој да ви го земе. Благосостојбата и изобилието кој вие го заслужувате и треба да го видите во овој живот, не може никој да го сокрие од вас. Овој месец конечно ќе си дојдете до се што е ваше, до се што заслужувате и до се за кое сте вредни. Може би ова за некои пак беа трауми од минатото, може би од некои минати животи. Трауми, може би вие само некаква карма живеевте досега. Бевте спречени или пак во вас само полека растеше овој талент, оваа моќ, оваа способност, оваа убавина, оваа сила. Нешто креативно што е во вас. Може би само беше потребно тоа време да помине. Може би карма, може би ако се мисли едноставно од минатото нешто се случило и вие живеевте во стравови и со мисла дека не заслужувате убав живот, не заслужувате ништо подобро. Но кажав, октомври се менува, буквално се менува. Некој нема да биде овде среќен, гледам, дури ќе ве конфронтира, ќе се обиде да ве убеди дека немате доволно, не поседувате доволно, не треба воопшто да почнувате ништо. Повторно истите оние зборови, истиот оној разговор кој се водел со вас, истите оние расправи кои ги водеа со вас, но за жал вие веќе не сте тука да слушате, нема што да чуете, чувте доволно и тоа вас веќе не ви исполнува. Сега ви е потребно да дојдете до ова изобилие, до оваа победа, до оваа среќа. Исходот
крајниот исход, после сите овие представувања. Подобро кажав, не може да биде оваа звезда. Или некој од вас треба да бидете популарни заради некои ваши таленти, или вие конечно ќе дојдете до онаа среќа за која сте овде на овој свет, а која беше, кажав, одземена од вас на било кој начин. Прекрасни вести и пораки за стрелците се ова. Други од вас кои имате деца или пак внуци, октомври месец ќе биде месец каде што вашите деца нешто ќе ве израдуваат, ќе примите некакви вести, некаква порака и тоа ќе биде буквално најубавиот поклон, најубавиот подарок што вие можете да го добиете во овој живот. Значи или децата или внуците. Или пак децата ќе ве израдуваат со внуче. Нешто доаѓа од децата кој ќе биде најубавиот поклон што достега сте го доживеале, сте го добиле. Други од вас, јас гледам дека некои се многу далеку, или вие сте далеку, или некој ваш е многу далеку, спремете се, подгответе се, доаѓа на пате, доаѓа дома, доаѓа во вашиот дом, буквално повторно, значи од децата, од внуците, од блиските, од се што е за вас богатство, ќе доживеете прекрасни мигови во октомври. Ќе се чувствувате како да сте го доживеале врвот на животот и на задоволството и на среќата. Други од вас кои се занимавате со нешто, работите на нешто, работите можеби, ова е малку по конкретно ќе биде поракава, можеби пак некои од вас кои се занимаваат со шиење на униформи. Вам одлично ви оди сето тоа, меѓутоа ви недостига некој, или пак ви недостига емоции, или ви недостига љубов во животот. Кај вас доаѓа нешто ненадејно, но ова што е ненадејно ќе донесе промени, големи ќе донесе промени, но и значи огромно задоволство, среќа, буквално како да сте освоиле лотарија, така ќе се чувствувате. Некој од вас пак кој работите на некој проект, тој проект ќе биде препознат од авторитетите, ќе биде препознат, она што го очекувате ќе ви го донесе, ќе донесе многу, па и финансиски успех ќе биде ова за вас, но и било каков друг успех, што и да представува зборот успех во оваа работа за вас, тоа и ќе го доживеете. Некој од вас гледам ќе купувате нов автомобил или ќе патувате овој месец некаде. Значи, тоа е тоа за сега, драги мои стрелци, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!